Силувано 13 годишно дете, сексуално злоставувани 2 годишно бебе и ретардирана девојка. Татко ја силувал својата малолетна ќерка, а за грозоморниот чин одлучила да проговори мајката. Последниве неколку години секојдневно сме сведоци на овие ужасни вести, но не дека тие сега се случуваат, туку жртвите и членовите на семејствата чии деца се злоставувани станаа храбри да ги пријава злосторниците. За жал многу деца оваа траума ја не само што ја доживува многу тешко и болно, туку и за неа мораа да молчат. За тоа порано добива дури и прекор и опомена од најблиските, посебно педофилите кои се служеа со тактиката да ги заплашуваат децата дека ако проговорат за тоа ќе ги убијат или пак ќе исторат најлошо на нивните најблиски. Најчесто педофилите во Македонија се осудувани со минимални затворски казни. Жртвата има последици доживотни. И тоа, дури кога се прави некоја градација, се мисли дека не е толку на физичката повреда, колку психичката што останува до крај. Ако он може самостојно да казни една индивидуа доживотно со сета нејзина блиска околина, тогаш неговата казна од 10 до 15 години би рекле дека е премала. Нормално дека е зачудувачки колку мали казни се изрекуваат. На таквите лица сторители на ова кривично дело. Се залагаме за доживотна казна затвор од едноставна причина што ние не ја третираме како репресивна, туку и како превентивна. Бидејќи педофилите во 90% го повторуваат делото, да подлежат на доброволна хемиска кастрација со вградување на микрочипови за да бидат постојано под надзор на полицијата, за да точно знаат каде се движат, да не бидат во близина каде што се згрижени децата. Центрите за социјална работа во земјава никако да се разбудат од зимскиот сон и да го чујат алармот вклучен одамна. Ниту водат евиденција на ризични семејства, проблематични родители, ниту пак кога имаат случаи на малтретирани деца, не знаат соодветно да реагираат. Центрите за социјална работа имаат доволно увид во тоа кои семејства, еве ќе тргнам, значи од оние семејства кои што се дисфункционални, каде што може да постои, значи плодно тло да се случи оваа повреда на правото на детето. И тука сметам дека особено центрите за социјална работа треба да бидат активни, превентивно да делуваат. Ако настане едно запознавање и на индивидуата, и на колективитетот, и на сето општество за да се намали процентот на тие појави, тоа е сепак најголемата мерка како превентива. Дојде ли да делото го разрешуваме на друг начин е сепак неповолност. Но не е само педофилијата преку која се злоупотребуваат децата. Сведоци сме исто така на случаи кога деца се претепани до смрт од сопствената мајка или татко, или за малите ромчиња кои секојдневно питашат по улиците по барање на нивните родители. Државата отвори центри во кои требаше да ги згрижува овие жртви, но истите работат само до 16 часот во денот. А што потоа? Реагиравме дека дневните центри не се решени, затоа што и по 16 часот децата се повторно на улица и најчесто нивниот труд ги злоупотребуваат најблиските родителите и дека тие 2000 деца кои катадневно се на улица најчесто се жртви на сексуална злоупотреба, педофилија, детска проституција, детска порнографија, дури и трговија со деца и детски органи. Во секоја нормална држава детето и неговата грижа е центарот на сите збиднувања, но кај нас се е обратно. Се прават кампањи за се и се што, се вработуваат партиски војници на секаде, но не и таму каде што најмногу боли.